За јавната чистота на Тетово при високи температури летово потврлија и граѓаните и надлежните служби. Во парковите не искосено и со ѓубре, улиците не измиени, а од контењерите се шири неподнослива смрдеа. Со порастот на температурите на воздухот расте и опасноста од ширење на заразни болести. Наместо да се одржува чиста животна средина како превенција, во Тетово на секој чекор можат да се сретнат мини депонии кои гнијат и испуштаат неподнослива смрдеа. За јавната чистота на градот ова лето потврлија и граѓаните и надлежните служби. Резултатот е многу грда слика за случајните или намерни посетители на градот под шара. Како ја оценувате градската чистота? Не знам што да ви кажам. По-нечисто не памтим дека било каде сега. Барем еднаш месечно нека ги пројде улицеве, ако ништо друго. Катастрофа. Нашата камера денес регистрираше во паркот Кајдучко мало неискосена трева, празни канти за отпадоци, а ѓубре расфрлано на секаде околу. Долж булеварот Благоја Тоска има засушени течности кои се исцедиле од континерите, со оглед на тоа што периодов најмногу се фрла органски смет кој брзо гние. Во близина на Тетовскиот зелен пазар, но и на други продажни локации каде се продава овошје и зеленчук, многу често се среќаваат мини депонии од скапани производи, картони во кои се чувале и друг отпад. Паркот спроти спортскиот центар, попознат како Жена парк, каде после пладне играат деца дојдени со нивните родители, со недели беше неискосен и затрупан со смет, опаковки од производи и пијалоци, лушпи од семки и слично. Денес таму забележавме екипа како работи на расчистување на сметот и на косење на тревата. Јавната чистота како нужна мерка за зачувување на јавното здравје на населението се одржува со здружено делување на надлежните служби, но и на самите граѓани. Јавното комунално предпријатие потребно е редовно да ги празни контењерите, да ги мие улиците и да ги коси тревниците и да ги одржува зелените површини. Кај граѓаните потребно е да се подигне нивото на свесност за одржување на општата хигиена на градот. И на крајот инспекцијските служби потребно е да ги санкционираат сите оние кои нарушуваат општата хигиена или не придонесуваат кон јавната чистота. Се помасовно деца на возраст за основно училиште пробуваат дрога. Најмногу се користи марихуаната. Социјалните работници како причини ги посочуваат секојдневните проблеми, нарушените семејни односи, но и тинеџерската љубопитност. Се повеќе деца на возраст од 12 и 13 години експериментираат со наркотични средства. Бројката на зависници пак во континуитет е иста, велат во Тетовскиот центар за социјални работи. Според психологот во центарот Оливера Цветковска, во Тетово најмногу се конзумира марихуана, па екстази, но секако има и зависници од хероин, кои најчесто помош бараат во невладиниот сектор. Марихуаната навистина е многу присутна меѓу младата популација, односно меѓу основците. Се намалува возрастната граница, календарската возраст. Ако порано почнуваат да експериментираат на 15, 16, 17 години, сега почнуваат од 12-13 година веќе да експериментираат со марихуана. Значи не се зависници, се пробатори, почетници. Почнуваат за време на викенд, на тие забави, па потоа почнуваат ајде на 3 дена, па ајде еден ден джоинт, повеќе деца, на крајот се зголемува дозата сега. Зависниците од марихуана претежно ги добиваме преку полиција кога извршуваат кривични дела или кога полицијата ги затекнуваат во моментот кога конзумираат марихуана, а сами да бараат помош од марихуана се уште немам, барем оваа година. Екстазите се доста присутни. Причините за тоа што голем број од младите експериментираат со наркотичните средства се повеќе. Секојдневните проблеми, нарушени семејни односи, но често и од љубопитност. Прво, сега децата во адолесценција, пубертет или на почеток имаат многу достапни информации, за жал не секогаш исправни или вистинити, преку интернет. Добиваат невистини и го прифаќаат тоа што им одговара.
Значи, првата заблуда е што меѓу нив е многу проширена дека марихуаната не е опасна дрога, дека е лесна дрога, а дека се тешки останатите дроги, хероин и така натаму. Тоа е едната причина. Друго, децата сега на 11 годишна возраст и пред 5 години на 11 годишна возраст немале исто развиени на психа и ментален развој. Значи се разликува развој, сега одат побрзо напред. Од друга страна, контролата на родителите секоја година се помала и помала врз своите деца. Значи, животот дојде многу напнад, многу брзо темпо живееме и родителите по цел ден се на работа. Кога ќе дојдат се преморени, меѓутоа и забелешка на нив. Кога треба да се посветат на децата и да ги прашаат како го поминале денот, каде, со кого, што правеле, дали имаат било какви проблеми, тие ги земаат таблетите или паметните телефони и слободното време го поминуваат гледајќи во телефоните. Истото го прават и родителите и децата, без комуникација, без решавање на проблемите. А тие деца на 11-12 годишна возраст имаат толку многу проблемчиња, ама за нив се големи проблеми, што едва чекаат некому да ги кажат, а немаат кому да ги кажат. Другата причина е радозналоста кај детето. Секој дете сака да проба. Психолозите советуваат за да се спречи зависноста од дроги. Најважна е превенцијата, односно подигање на свеста на луѓето. Најпрво разговорите во семејството, а потоа и со стручни лица во училиштата, кои на децата ќе им ги посочуваат опасностите од користење наркотични средства. Во Тетовскиот основен суд се одржа рочиште за случајот во Мала Речица, кога во пресметка на две групи од Куманово имаше еден загинат. Денеска започна расправата со давањето на воведните говори, во кои што дел од другата страна дадоа признание на вина, со што признаа вина по она што е нивно обвинение, додека од страната на семејството на Мисини нема признание, бидејќи тие се оние кои што се жртви во конкретниот настан. Четворица кои што се за учество во тепачка. Оние што го имаат делото за оружје и убиство, не ја прифатија вината и продолжува постапката. А што значи тоа признавање на вината? Тоа значи дека во однос на нив за овој настан е затворена постапката и тие понатаму можат да бидат повикани само како сведоци во постапка. Се продолжи судењето? Да, судењето продолжува на 11 овој месец со доказна постапка, односно со вештачењата и вештите лица. Суштината на настанот е да се утврди кој го предизвика овој настан и на кој начин дојде до истиот. Сметам дека нивното признание на вина е бегање од тоа дека се предизвикувачи на настанот, за да со оваа правна квалификација која е најлесна поминат што полесно. Сейфул Османи, да. Од адвокатско друштво Асани Османи. Денес го започнавме со главниот претрес по случајот настанот од Мала Речица, во кој што се 12 обвинети. Нашето друштво ги застапува 6 мина од нив. Значи се Агрон Дервиши, Беким Реджепи, кои што се обвинуваат за кривично дело убиство во обид и едно кривично дело недозволено носење на оружје и распрскувачки материи. Потоа се уште четворица обвинети за кривично дело учество во тепачка, казнимо по член 132, став 1. Тоа се Сабит Реджепи, Ридван Дервиши, Халил Камбери и Лулзим Бити. За лицата кои што се обвинети по член 132, значи за учество во тепачка, ние како одбрана и обвинетите одлучивме да одиме со признание на вина за тоа дело, поради самиот факт што тие се нашле на погрешно место, на погрешен ден. Како и да е, тие се учесници во тој настан, иако што конкретни докази за
нивно физичка активност, односно физички напад нивен врз другата група нема, сметавме дека на овој начин ќе им ги скратиме махите на обвинетите, со тоа што се надеваме на минимална кривична санкција, имајќи предвид дека тие баш буквално не презеле никакво действие, освен што се наоѓале на критичното место, критичниот ден. За другите двајца како ќе тече постапката понатаму, кога е? По наше видување сметаме дека нема веродостојни докази. Ние сме одбрана, ние го кажуваме нашиот став и верувам дека тоа ќе го докажеме во текот на постапката. Убеден сум дека нашите клиенти кои ги застапуваме се жртви во овој кривично правен настан и многу сум убеден дека тоа ќе го утврдиме и во текот на постапката од доказите кои што ќе се изведат, што ние сме ги предложили обвинителството и другата страна. Судот ја прифати ова ваша овој предлог Да, веќе е издвоена постапката. Издвоена е постапката и мислам дека утре ќе имаме и конкретна одлука на судот во врска со овие четворица. Се надеваме на правична одлука, да не преюдицирам, како што си реков и на вашите колеги, да не му правиме услуга на ѓаволот, да го земеме тоа што не е наше, под наша надлежност, тоа е надлежност на судот. Судот сигурно правично и правилно ќе ги цени сите околности и ќе донесе законита одлука. Тетовската полиција бележи речиси 50 сообраќајни прекршоци дневно. СВР Тетово објави денес статистички податоци за сторени прекршоци во сообраќајот во 6 месеци на 2018 година и број на несреќи во текот на јуни. Во изминатите 6 месеци од годинава на Тетовското подрачје вкупно откриени се 8.773 различни видови сообраќајни прекршоци или речиси 50 на секој ден. Објави денес сумирани податоци секторот за внатрешни работи Тетово. Поради констатираните прекршоци од полициските службеници во овој период, исклучени од сообраќај се 463 возила и 1182 возачи. Најголемиот број од исклучените возила, 379, биле со истечена и необновена регистрација, а 82 возила имале различна техничка неисправност. Меѓу исклучените возачи повторно најбројни 597 се без возачка дозвола и 462 почетници, додека 72 во овој период управувале под дејство на алкохол. Овие и другите прекршоци во првото полугодие заокружени се со 4548 мандатни и 2688 прекршочни платни налози. На 1095 впишани им се негативни поени, а на 179 од прекршителите времено им се одземени возачките дозволи. Во 37 случаеви одземени се и возилата. Инаку во 6 месеци најчест прекршок е неприлагодена брзина според условите на патот, односно пребрзо возење, што представува и причина број 1 за најмногу од случајните сообраќајни несреќи, кои се бележат пораст споредбено со минатата година. Тетовската полиција само во јуни 2018 бележи 59 сообраќајни несреќи или 2 помалку во споредба со истиот период лани, од кои 46 во населено место и 13 на отворен пат. Најмногу од несреќите повторно се случиле на тетовските улици пред се на Илинденска, Маршал Тито, Благоје Тоска и Видое Смилевски Бато, како и на регионалните патишта Тетово Пирок и Тетово Јажинце. Најчеста причина за несреќите и во јуни е неприлагодена брзина, а веднаш потоа неправилно вршење дејствие, непочитување првенство и така натаму. Во јуни регистрирани се 18 излегувања, односно излетување од коловоз, пред се како последица на неприлагодување на брзината според условите на патот. Во 6 учесници биле пешаци, во 5 мотоциклисти и во 1 велосипедист. Сообраќајно најкритични денови минатиот месец биле среда, имало 12 случаи и понеделник и петок по 10 несреќи, додека најризичен период за случување незгоди е од 10 до 14 часот. Во полициска акција во содејство со Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, сектор за заштита на авторски права Скопје одземен е програмски систем преку кој се обезбедуваат телевизиски услуги на интернет. Полицискиот билтен бележи и напад на тројца туристи во Тетово.
Полициската акција е изведена од Одделението за истраги за компјутерски криминал на МВР и Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги сектор за заштита на авторски права Скопје. Таа е спроведена откако било утврдено дека преку програмски систем, преку кој се обезбедува телевизиски услуги на интернет, се врши повреда на авторско право и сродни права, направен субјект од Република Албанија. Акцијата била спроведена вчера од 10 до 13 часот, при што се извршени претрес на 6 локации. При претресот, реализиран со судска наредба, ке 3 физички току правни лица во Тетово, Гостивар, Чегран и Слатино, пронајдени со потврда се одземени 5 ресивери, 3 компјутерски кучишти, 3 лаптоп компјутери. По целосно расчистување на сите поединости ќе следуваат соодветни поднесоци. Полицискиот билтен бележи напад на тројца турски државјани. Тие вчера околу 9 часот и 45 минути пријавиле дека при нивната посета на комплексот Ара Бати Баба Теќе во Тетово, пред влезната врата, физички биле нападнат од 38 годишен тетовец. Пријавениот недолично и дрско се однесувал кон нив, ги навредувал и го удрил возачот на автобусот, кој во меѓувреме пристигнал, а му го скршил и мобилниот телефон. Набрзо тетовецот е приведен во полициската станица Тетово и ќе се соочи со соодветен поднесок. 7 теми на обвинети за обидот за убиство на пратеникот Зијадин Села за време на насилствата во собранието на 27 април минатата година беа осудени на затворски казни меѓу 10,5 и 13,5 години. Никола Војминовски беше осуден на 13 години и 6 месеци затвор. Кире Ѓорѓиевски и Александар Јаневски Тошта добија по 13 години затвор. Андреј Мицов, Коста Делов, Оливер Ошавковски и Николче Димитриевски беа осудени на по 10 години и 6 месеци затвор. Тие се осудени дека на Села му нанеле животозагрозувачки повреди. Јаневски и Војмировски остануваат во домашен притвор, а останатите остануваат во притвор до правосилноста на пресудата. Осудените беа очигледно незадоволни од висината на казните и најавија жалби. Без присуство на пратениците од ВМРО ДПМН, како и на претходната седница, собранието повторно ја изгласа ратификацијата на договорот со Грција за името. Со 69 гласа за и 1 воздржан од 70 присутни пратеници, собранието денеска во трето читање го донесе законот за ратификација на договорот за името. Пратениците од ВМРО ДПМН ја бойкотираа седницата поради тоа што не сакале да бидат соучесник и се противеле на актот со кој се предвидува промена на уставот со цел промена на уставното име. До повторното гласање на законот за ратификација доаѓа откако председателот Ѓорѓе Иванов не го потпиша указот по првото гласање од пред 2 недели. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.